На нас младите не треба пандемијата да ни ја краде иднината. Во новото нормално, ние младите ќе бидеме оние кои што ќе го развиваме и подобруваме. Сите општествени чинители се факторни. Јас се сложувам дека младите се клучот во новото нормално. Уште од почетокот на пандемијата постојано слушаме нови мерки, нови методи и на крај ново нормално. Политичарите велат дека го имаат решението, а младите дека клучот е кај нив. Но Зошто да? Затоа што младите се клучат за новото нормално, бидејќи покрај сите проблеми кои што ги донесе оваа COVID-19 пандемија, сепак сметам дека треба да најдеме начин како да искочиме од лавиринтот на оваа ситуација. Јас можам се согласам, бидејќи младите како група за време на пандемијата, иако бевме најпогодени, сепак учествувавме во намалувањето на ефектите од самата пандемија. Па затоа и сметам дека во новото нормално, ние младите ќе бидеме оние кои што ќе го развиваме и подобруваме. Затоа што младите се иднината на една држава. Младите се центарот на случувањата, јадро за развој и напредок на сите развиени држави. Младите се тие кои со својата енергија работат по неколку работи истовремено, отвараат стартап бизниси и помагаат на државата да креира раст и да ги зголеми приходите во државната каса. На тој начин сами си ја креираат иднината на својата држава и ги обезбедуваат своите пензионерски денови. Сметам дека младите се клучат во новото нормално, бидејќи ако ја земеме на пример пандемијата, колку ли само иновативни и резилентни решенија произлегува од младите. Тука можеме да вклучиме се од иновативни и зелени идеи, иновативни идеи за одржливост, како и иновативни технолошки развојни решенија кои го направија и како животот на сите полесен и подобар. Учениците и студентите беа првите кои што го сменија начинот на своето живење со затварањето на образовните институции и префрлањето во виртуелните онлайн училници. Затоа сметам дека токму младите треба да имаат клучна улога во донесувањето на мерките за справување со економската и здравствената криза. Тука не би можела да се одлучам што би издвоила за приоритет, но веќе ако бирам, тогаш би се задржала на зрелата иднина, бидејќи сметам дека ние младите треба да бидеме двигателите за промените кон подобро општество, односно сите заедно да се трудиме да створиме пофункционално општество, како за нас, така и за идните генерации. Новото нормално ни диктира нови правила по кои што ние треба да се однесуваме, односно според кои што треба ние да играме, па затоа е доста важно да не се фокусираме само на едно поле и треба да се фокусираме на повеќе полиња. Образованието дефинитивно, бидејќи успехот на едно општество се јавува како резултат на успехот на образовниот систем. Образованието било и секогаш ќе биде фундаментално за прогресот на едно општество, кое се смета како прв чекор кон економскиот развој и војната против сиромаштијата. Моје мислење е дека младите од нашата држава треба да инвестираат во неформалното образование, во нивното неформално образование, во развојот на нивните меки вештини. Тоа мислам дека е еден голем фактор кој би им помогнал понатаму во иднина. Но за сето ова да може да се оствари, најпрво сметам дека сите ние треба да знаеме кои се нашите можности, како и каде може да делуваме и најважното од све дека ние младите треба да бидеме активно вклучени во сите процеси за донесување на одлуки во нашето општество. Доколку би требало да изберам едно поле, тоа би биле новите способности, бидејќи како што и претходно споменав, новото нормално со себе носи нови предизвици кои што ние треба да се соочиме, па затоа да учиме нови способности е алатка која што би ни помогнала да се соочиме со се она што е донесено новото нормално.
како основна вредност на нашиот општествен живот. Од огромна важност е да се дефинира улогата на образованието во актуелните процеси кои се случуваат во светот и кај нас. Исто така сметам дека младите треба да малце повеќе да се фокусираат на концептот на зелена и одржлива иднина, бидејќи тоа е иднината. Во однос на ова прашање сметам дека државата се уште не создава поволна средина каде што младите ќе можат максимално да ги искористат своите капацитети, но пак од друга страна сметам дека граѓанскиот сектор се труди да создаде и создава една околина каде што младите ќе можат да се изградат и да бидат буквално клучот на ова ново нормално. Како што и претходно спомнав, младите ја имаат и ќе имаат клучната улога во новото нормално, па затоа е добро да се возможни околина за остварување на таа улога. Таа околина според мене би се овозможила преку добра соработка помеѓу носителите на одлуки и представничките тела за млади, како што е Националниот младински совет, но исто така и младинските организации кои што работат со млади се директно вклучени и ги поддржуваат младите. Сите општествени чинители се фактор, некој помалку, некој повеќе влијаат кај инспирацијата и мотивацијата на младите. Секој општествен чинител во нашата заедница има речиси еднаква улога кон развојот на овозможувачка околина за младите, но ако би требала да бирам, би рекла образовните институции играат голема улога, исто така и останатите институции, нивната пристапност, бизнес секторот исто така игра голема улога, но најголемата улога која ја овозможува баш таа овозможувачка околина за развој на младите во нашата држава е граѓанскиот сектор. Мислам дека најпрво мора ние тука да се сплотиме, да почнеме да се почитуваме меѓусебно со сите наши разлики и онакви какви што сме, за потоа да можеме да покажеме не само во регионот, туку и во цела Европа дека сме спремни за соработка. Не постојат млади луѓе од регионот со кои што не би сакал да соработувам, сакам да соработувам со сите млади луѓе од регионот, бидејќи имаме доста сличности за разлика од било кои други млади луѓе во светот, бидејќи ги делиме истото секојдневие, ги делиме сличните општествени проблеми, па затоа сметам дека со взаимна соработка и со размена на добри пракси би може да работиме на подобрување на регионот. Кога целосно ќе дојде новото нормално, тие ќе бидат подготвени. Велат дека имаат идеи, техники, знаење. Само им треба простор да действуваат.